добар ден на сите, почитувани медиуми, почитувани министри, директори, почитувани присутни, почитувани представници на стопанските комори. Минатата година во мај месец се донесе законот за финансиска поддршка на инвестициите и тој закон покажа одлични резултати. Факт е и сведоци сме дека индустријското производство во државата расте. Тој закон беше точно да ја поддржи индустријата и стопанството. Како резултат на тој закон се доделија средства на над 250 компании во Република Северна Македонија, но исто така и се привлекоа 18, односно сега веќе 19 странски инвеститори да инвестираат во државата и сите тие го подпишаа договорот за државна помош согласно законот. Законот е транспарентен, критериумите натре се јасни. Она што сакаме сега да го направиме со измените во овој закон е да го прошириме неговиот опфат, бидејќи, како што знаете, оваа година предвидовме 47% повеќе средства за поддршка на економијата во буџетот на државата и тоа се над 4 милиарди денари сега во разни програми за кои што можеме да зборуваме и конкретно. И затоа јас не би должел повеќе, би почнал веднаш со главните измени во законот кои што треба да бидат во прилог на економијата. Знаете дека странските директни инвестиции минатата година достигнаа 624 милиона евра, што се рекордни, најмногу од било кога досега, или да речеме скоро дупло повеќе од најдобрата година досега. Практично индустријското производство само во јануар месец порасна над 12% во споредба со јануар во 18 година. Индустријското производство минатата година генерално, значи вкупно гледано, исто така има значителен раст, или учеството на индустријското производство или растот на индустријското производство во растот на бруто домашниот производ е практично значителен. Тоа е и генераторот на растот на бруто домашниот производ и затоа цениме дека позитивните политики треба само да бидат засилени и треба да бидат, значи, уште по доминантни во развојот на економијата, бидејќи Република Северна Македонија ресурсите кои што ги има за свој економски развој се во главно во три столба. Тоа е индустријата, земјоделието и градежништвото, но градежништвото на инфраструктура и приватно градежништво, тоа секогаш го потенцирам, заради тоа што е многу важно и како резултат на тие три гранки доколку се развиваат, ќе се разбира и трговијата, која што е четвртата гранка. Тука не сакам да ги занемарам и IT технологиите, значи кои што сега ќе бидат опфатени со законот. Значи сосема кратко, да не должам многу, кои се измените? Измените се само во прилог на поедноставување на процедурите и во прилог на зголемување на опфатот на компаниите кои што може да ги користат. Кога викаме дека ќе бидат зголемени опфатот на компаниите кои што може да ги користат, пред се мисли тука на неколку категории. И тоа се компании кои што се од областа на земјоделието, при тоа не се зема во предвид примерното земјоделие, него преработката на земјоделските производи. Значи, сакаме да стимулираме да се отвараат фабрики од процесната индустрија, од преработка на земјоделски производи. Тоа во овој закон сега е опфатено и мислам дека ќе даде сериозен импакт врз она што сакаме да го постигнеме, да се отвараат капацитети за преработки на земјоделски производи, како не би биле приморани земјоделците секогаш да ги продаваат земјоделските производи како свежи и да ги извезуваат, а тоа нормално не прави дополнителна додадена вредност. Понатаму се отвара просторот да бидат финансирани и производи, односно произведување на производи кои што се од нематеријален карактер, односно тука станува збор за IT технологиите. Сите оние кои што развиваат софтвери за извоз и за продажба, а такви компании има во Република Северна Македонија, од домашни инвеститори и странски инвеститори, сите тие исто ќе бидат опфатени со оваа програма, што цениме дека секако IT технологијата мораме некако да ја инкорпорираме во целиот овој систем. Понатаму не можеа да аплицираат тие компании кои што досега имале трговска дејност, а се одлучиле да прават производство. Сега со законот овозможуваме и тие кои што досега немале производна дејност, а сакаат да прават производство, значи да може тоа да го направат. Значи повторно законот е фокусиран само на индустрија, значи законот е фокусиран за тие што ќе прават производни линии, но сега се овозможува малце поширок опфат.
Понатаму се менува делот на аплицирањето. Аплицирањето беше до 31 ијули, сега го прошируваме да може да се аплицира до 30 септември, за да може компаниите да ги подготват своите апликации, да може компаниите да направат, како да кажеме, посоодветна апликација, а повторно исплатата на финансиската помош за претходната година ќе биде до декември, значи до крајот на буџетската година. Значи до 25 декември компаниите ќе ги добијат своите средства, значи во 2019 година за претходната 2018 година. Правиме посебно олеснување во делот на текстилот и кожарската индустрија, што е многу важно, затоа што таму имавме дозволено да не се исполнуваат и двата кумулативни критериуми, а тие беа да има зголемување на приходите и ненамалување на бројот на вработени, значи дозволивме еден од тие услови да биде задоволен, но само 2 години, додека останатите 3 години, бидејќи инвестицискиот циклус е 5 години, мора да ги задоволи, но со оглед на тоа каква е ситуацијата на теренот, тие не можат тоа да го задоволат и затоа тука го олабавуваме тој услов, односно да еден од условите задоволат во рамките на 5 години. Практично се надеваме дека со овие измени, кои што се во прилог на економијата и индустријата, се надеваме дека ќе го зголемиме опфатот на компании кои што ќе можат да имаат пристап, на успешни компании, и со тоа се надеваме дека уште повеќе ќе го забрзаме, значи, темпото на раст на индустриското производство во државата. Што исто така е битно по објавувањето. Самата компанија За година регистрирани 1700 компании, 2000. Гледаме дека сега во голема мера е излезено во пресред на барањата кои што ги имавме. Или коментар на предлог законов, затоа што само што не вклучија во процесот. Покрај странските инвеститори и самата Освен да го поздравиме, да поздравиме секоја